Економската криза станува се по-загрижувачка. Инфлација, скок на цени, јазот помеѓу сиромашните и богатите се зголемува во македонското општество. Иако владата прави напори да ги заузди поскапувањата, меѓутоа инфлацијата, се поголем број на граѓани, барем оние кои што немаат свој кров на глава, едва одвојуваат за еден оброк дневно. Овие стравични проблеми со сиромаштијата во земјата се дел од проблемите со кои што се справува иницијативата Ретвитни оброк. Затоа денеска со мене во студиото е активистот Кристијан Калинов, дел од иницијативата Ретвитни оброк, со кого ќе поразговараме за овие хумани председела кои што ги прави неговата иницијатива за граѓаните во главниот град, меѓутоа и државата. Добро утро, Кристијан, и добро дојде во емисијата Утрински печат. Добро утро. Во самата најава најавив дека економската криза е се по-загрижувачка. Инфлацијата гори и оваа година. Владата се обидува да ги намали оние ценовни поскапувања, до некаде се справува, меѓутоа до некаде и не е невозможно да ги намали сите оние продукти за прехрана, ако можеме така слободно да ги кажеме. Може ли малку да ни објасниш најпрво за вашата иницијатива, која што морам да нагласам е хумана, со што точно се бавите и која е вашата улога? Така, благодарам за поканата. Ретвитни оброк како иницијатива, примарна задача што си ја имаме само зададено е да анимира граѓани да се вклучуваат во припрема на храна, донирање на храна, готвење на храна и да ја донираме таа храна, да имаме еден механизам преку кој што таа храна стигнува до најзагрозените граѓани во град Скопје особено, а тоа се луѓето на улица. Со обемот на оброци кои што го обезбедуваме се покриваат и луѓе кои што не се бездомници, но се во сосема незавидна позиција, како со многу детни семејства со никакви примања, пензионери, можеби луѓе што се во пензија со мали примања и така натаму, кој што им значи тој оброк. Тоа е главната наша задача. Така, во земја која што 22% од населението живее под така наречена линија на сиромаштија, вие секој викенд пред домот на Арама, платото пред Арама, делите бесплатни оброци. Колку ова иницијатива трае во минатото, колку работите и за колкав број на оброци станува збор, кое што вие секоја недела успевате од донации од храна и од фирми општествено одговорни да го припремите тој оброк и да го поделите пред платото на Арама? Да, значи Ретвитни оброк е иницијатива во која што се среќаваат многу организации, фирми, индивидуи кои што сакаат да направат придонес. Значи наш главен партнер во однос на ова, морам да спомнам, се Љубезност. Тие прават дистрибуцијата на храната кај спомен куќата и секако нивните проекти се многу повеќе од само тоа. Веќе во април месец правиме 8 години како што функционира Ретвитни оброк. На неделно ниво обезбедуваме некаде околу 300 до 350 оброци отприлика. Зголеман ли е бројката на оброци од овој последни 3 месеци во однос на оние што сте ги давали или подготвувале минатата година истото ова време? Мислите дали е зголемена потребата за оброци? Токму така. Потребата за оброци е зголемена многу. Од друга страна, вие успевате да ги испорачате? Не успеваме. Нашите капацитети се ограничени во однос на колку ние можеме да придонесеме. Она што сум наистина благодарен дека има огромен број на граѓани, фирми кои што имаат свесност за оваа проблематика и сакаат да учествуваат да направат придонес, но мислам дека потребите се над нашите сили на она што ние може да го фасилитираме. И затоа што често пати она го зборуваме со нашите соработници, еден многу поголем круг на луѓе, е дека ова прашање единствено може да се справиме со него преку вмрежување на сили, каде што разни луѓе, разни институции ќе го направиме максималниот наш придонес за да можеме инаку ние како една иницијатива граѓанска која што буквално функционира од добрата волја и донациите на народот, сме ограничени во однос на тоа колку можеме да обезбедиме. Може ли малку да ни кажете во однос на тоа пред се за колкава бројка на хумани луѓе
работат или ја подготвуваат храната, каде точно се подготвува таа во текот на неделата, меѓутоа и за каква храна станува збор, какво е менито кое што им се дава на луѓето во центарот на Скопје? Менито е одлично. Како секој што ни е мото, готвиме како за нас, како за своја душа. Храната ја подготвуваме во просториите на Евангелско-протестантска црква Гласност, кај што јас сум пастор, тоа ми е главната окупација. Затоа што просториите се релативно мали, тоа е импровизирана кујна, ние успеваме да имаме околу 10 до 12 луѓе во неделата кои што ќе готват во петок и припремаме таму околу 100 до 150 оброци во зависност од тоа што го спремаме. Некои работи се спремаат побрзо од други, а во меѓу другото имаме и други донации од кетеринг, од други луѓе што готват од дома и така некако се склопува бројката да стигнеме до 400. Рековте пред малку дека потребите се големи, меѓутоа вашите сили се од прилика од 300 до 350 оброци. Може ли некако да се зголеми тоа, еве, хипотетички правиме умове, доколку се зголеми тимот кој што стои во оваа иницијатива Ретвитни оброк? Или пак има друг некој проблем? Да, апсолутно. Она што ми е многу драго дека волонтерите не се проблем. Значи, она што е фасцинантно, една бројка која што за мене е онака како ќе размислам, навистина ме восхитува, дека ние изминативе 8 години имаме над 4000 луѓе вклучени во оваа иницијатива. Барем еднаш. Значи 4 луѓе кои што барем еднаш некако направиле придонес. Има луѓе кои што недела по недела се тука, еднаш месечно, еднаш на неколку месеца. Збориме различни луѓе кои што на некаков начин направиле придонес. Секако дека може повеќе. Тука ние се обидуваме да најдеме едно можеби пошироко партнерство со институциите, а тоа е да ние имаме обезбедена кујна. Кога би имале обезбедена кујна, обезбеден простор, ние не би биле врзани со само одредено време, со мал број на оброци, така да доколку направиме тој чекор, претпоставам тоа би било со некоја од општините, да се обезбеди простор каде што ние би можеле да делуваме, на нас ќе остане тој систем да го регулираме кога ќе може, мислам дека ќе можеме и повеќе денови да готвиме, повеќе храна да обезбедиме и она што ми е најзначајно, најбитно мене лично е да обезбедиме топла храна. Затоа што ние во моментов готвиме во петок, а храната делиме во сабота. И ние чуваме храната безбедно и сето тоа, но сепак оброкот не е топол. И она што јас би сакал навистина да стигнеме до тој момент е да понудиме топол оброк. Така. Македонија во исто време, додека поголем дел од населението, односно голем дел од населението гладува или се соочува со сиромаштие, е рекордер во фрлање на храна. Последни некои информации дека предичиме во овие лоши бројки во регионот, па ме интересира дали постојната законска регулатива во однос на донацијата на храна дозволува дарување на храна за оние најсиромашните во земјава. Кои се институционалните проблеми кои што вие се соочувате во однос на оваа проблематика? И дали има воопшто такви? Законот за донација на храна е многу застарен и воопшто не е чепнат одамна. Всушност имаше една иницијатива, многу добронамерна иницијатива, мислам дека беше 2016-2017. Владата тогаш сакаше да направи чекор кон тоа да се промени, консултираше доста организации и иницијативи, вклучувајќи и нас. Стигна тој работен закон до некаде и како со се во земја повторно нека политичка криза, некои други приоритети во парламентот. Не знам што се случува со тој закон, дали се уште постои во некои фиоки, дали имаат намера да го реставрираат, да го вратат на маса, но тоа би значило транзиција во однос на она што вие го спомнавте, дека таа храна што завршува во ѓубре, всушност има начин да заврши на трпезите на луѓе кои што имаат сериозна потреба тоа. Во моментов законите не го дозволуваат тоа. Не дека не дозволуваат луѓе да донираат, дозволуваат, но всушност она што не е регулирано е одговорноста на храната, затоа што дојде не дај Боже до труење на евентуално точно на луѓето. Тој што донира мора да биде заштитен, затоа што моментот кога вие ќе ја предадете храната до моментот кога ќе стигне храната на трпеза, вие не знаете што се случува во тоа, значи мора да биде одземен од одговорност, да има механизам измеѓу тој што донира и тој што прима, кој што одговорно ќе ја превземе таа храна и одговорно ќе ја намени, нели станува збор за различни типови на храна, не може секоја храна да биде донирана. И во исто време, она што е поголем проблем, пречка во однос на донирање на храна, е дека ние се уште имаме ставка данок на донација на храна.
Така. И ова е најголемото обесхрабрување на големите производители, маркети, дистрибутери, што и да се, кои што можеби имаат на нивните полици храна која што има краток рок на траење, може да се искористи, но знаат дека нема да заврши на полица на продажба. Тие всушност за да се отарасат од таа храна ќе платат, не знам, 100-200 евра на дрисла да се уништи храната, која што всушност има и ефект на загадување на CO2. А ако ја донираат таа храна, ќе мора да платат, не се сеќавам сега колку беше, мислам дека е 10% ставка данок на вредноста на храната. И сега замислете, вие имате храна која што не ви врши, веќе сте во загуба, и сега сакате да дадете на некој, плюс треба да платите данок на тоа. И тоа е малце, според мене, небулозно. Има ли некакви придвижувања во таа насока, еве, од невладиниот сектор, од вакви иницијативи хумани кои што се бават со токму оваа благодетна работа, да дојде до некаква промена на оваа законска регулатива? Па како што ви спомнав, да, имаше веќе еден диалог. Сега говорам во моментов. Во моментов, не, ние стоиме на тоа дека тој закон беше чепнат малку 2017, мислам дека беше. И се направи некаков прогрес, имаше некакви реални, како да кажем, објективни пречки кои што требаше да се отргнат во однос на како ќе се менаџира сето тоа, дали ќе биде злоупотребен таквиот закон. Имаше некој, ако се сеќавам добро, една ситуација, мислам дека во Охрид, каде што некој инспектор давал документи дека таа храна била уништена, таа храна се враќала во маркетите и они смета дека истото може да се случи со тоа. Но она што е битно да се спомне дека во невладиниот сектор има, особено во овој домен што се бават со ваква проблематика, организациите имаат многу добра соработка. И повторно ќе кажам, ова е најважниот сегмент во однос да ние направиме реален импакт. Мораме да соработуваме едни со други. И во однос ние тоа кога го дискутиравме, рековме не измислуваме топла вода. Ова е веќе нешто што е поминато низ процеси во западните земји, веќе е најдено начин на регулирање. Ние предложивме дури тогаш, ајде Македонија, мислам дека беше предводник на идејата, да се создаде еден софтвер кој што ќе биде граѓански, воден од граѓанските организации, од невладините, но во исто време ќе имаат увид и институциите. И се што поминува како донација до крајната точка ќе биде евидентирано во заеднички домен. На нас не нуди во прилог да тоа биде злоупотребено. Ние сме тие луѓе кои што ја дистрибуираме таа храна. Сепак мрдна некаде тој муабет, но повторно не се сеќавам точно кои беа конкретните кризи во тој момент 2017 политички, кои што го тргнаат колосек на приоритети во парламентот, тој закон. Уште едно само прашање во интерес на времето, Кристијан, ако може, каква е состојбата, еве, перфектно ја образложи вашата функција, вашата иницијатива, како функционирате, како успевате и покрај законските регулативи да обезбедувате оброци, меѓутоа и да го зголемите бројот на оброци. Каква е состојбата од друга страна со народните кујни во Скопје, да правиме увет? Оние кујни кои што се под државна капа. Функционираат тие, какви се вашите сознанија? Одамна не сум слушнал ништо околу тие кујни. Не сум сигурен дали функционираат, ако функционираат, колку функционираат. Ако зборувате за оние кои што беа обновени 2012 негде 13, тие има краток рок на траење. Не продолжија многу долго. Така. Во моментов не сум сигурен што функционира од нив. Така. Кристијан, ти благодарам уште еднашка за твоето гостување во Утрински печат. Се надевам пред се ви посакувам многу успех и да продолжите со оваа хумана работа која што ја правите во однос на граѓаните и справувањето со сиромаштијата, каде што делите бесплатни оброци пред домот на Арама. Ви посакувам многу успех и доколку имате некоја нова информација во однос на вашата работа, се надевам дека ќе бидете повторен гостин овдека во студиото и ќе ја споделите пред домашната јавност. Ви благодарам и на вас.